Граѓаните кои ги поддржуваат движењето Протестирам и граѓанското движење за одбрана на Македонија повторно организираа протести во Кочани. Од две различни локации тргнаа по улиците на градот, носејќи транспаренти со испишани пораки како главно мото за причините за нивното излегување во јавноста. Поддржувачите на Протестирам повторно се собраа во паркот на Револуцијата, од каде што се упатија на мирен марш со повиците "Робија за мафија", "Нема правда, нема мир" и "Готово е Никола", за на крајот да организираат собир на скалите кај трговскиот центар. Главна поента на нивните ставови е дека избори на 5 јуни не треба да има, затоа што не постоеле основни услови за нивно одржување. Нема да бидат легални, нема да бидат признаени, али мислам дека една партија не може да оде на избори. Сигурно на 5 може да само ќе ескалират луѓето, ќе дојде до поголеми штрајкове, проблеми, демонстрации. Мислам дека така нема да има избори, сигурно. Какви избори бе? Нема шанса. И не ни треба. Па како зашто со тие криминалци ќе идеме на избори, не дај обзир? Не знам јас дали ќе има избори, ама мислам дека не треба да има. Па ние сакаме се разеше се на најубав начин. Што е најдобро за граѓаните тоа да биде. Собирно место на поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија пак беше градскиот плоштад, од каде тие исто така продефилираа по улиците носејќи транспарент со надпис "Одбрана за Македонија", за на крајот да се вратат на поидобната локација. Самоиницијативно се собравме да дадеме поддршка за крај на политичката криза, да се стави крај на политичката криза во Македонија и за да се одржат изборите на 5 јуни. Единствено што бараме е да се слушне гласот на народот, да излеземе на избори на 5 јуни онака како што е предвидено и како што е закажано, и секој слободно да изрази својата волја и да избере својата политичка опција и својата политичка партија. Мислам дека е време да имаме судир на политички идеи. Со оглед што двете групи протестанти тргнаа во исто време на марш по улиците, во еден момент се најдоа една спроти друга, но освен гласните скандирања немаше никаков инцидент. Се најавува дека протестите ќе продолжат и во наредните денови, и што се очекувала поголема масовност како потврда за исправноста на ставовите на секоја од групите граѓани.